Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашната емисија во фокусот ќе ги ставиме локалните проблеми, меѓутоа и решенија кои што граѓаните секојдневно ги изложуваат и ги кажуваат, меѓутоа и ќе биде во фокусот на вечерашното гостување не само одредени локални единици, меѓутоа ќе зборуваме и генерално за општата политичка состојба во Република Македонија. Вечерашен гостин во За или Против е градоначалникот на општина Кисела Вода, меѓутоа и председател на заедницата на единици на локална самоуправа Орца Георгиевски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам за прифатеното гостување, со оглед на тоа што имавте доста работа периодов. Во петокот го промовиравте отчетот за сработеното во изминативе 2 години. Оно што можевме да го слушнеме изминатиот период од вашите политички опоненти, почесто ги слушавме тие пресконференции од страна на СДСМ, кажуваа дека имате нула реализација на проекти. Не конкретно за вас, меѓутоа генерално за градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН. Каква е состојбата во Кисела Вода? Дали сте задоволни од реализирањето и што се имате изреализирано во изминативе 2 години? Па добро, е се од последниот дел на прашањето ќе се движам према првиот дел на прашањето. Првенствено, како што знаете и споменавте, минатата недела одговорно за секој политичар сметам дека после сработеното или поминат одреден временски период од мандатот да излеземе пред граѓаните и да го дадеме својот отчет, односно во детали да објасниме што сме сработиле изминатиот период и во што сме ги насочиле трошењето на нивните народни пари, затоа што ние располагаме со средства на граѓаните, што е и нормално за една демократска држава каква што тежнееме ние да бидеме, да имаме отчетност за она што сме го сработиле. Во тој контекст ние излеговме со отчет, јас денеска го носам и отчетот тука на емисијата, ќе ви го ставам после емисија да го видите и вие, отчет на 60 страници, кој што ги содржи сите проекти што ги имаме сработено изминативе 2 години, а тоа е практично 90% реализација на програмата предизборна која што сме ја ветиле и сум се обврзал јас со мојот тим да ја реализирам за 4 години, а не за 2 години. Така да уште многу малку проекти ни останаа да ги довршиме. Со една силна динамика како и досега, така и од сега ќе продолжиме за да реализираме многу порано од она што значи мандатот 4 години за еден функционер, и тоа е практично нешто што не само во Кисела Вода, туку и во сите општини во Република Македонија се нема случајно години наназад. Тука ќе се надоврзам на првиот дел каде што споменавте критиките од страна на централната власт или владеачката партија на централно ниво. Они како на лента постојано повторуваат едни исти тези за сите градоначалници. Мислам дека на граѓаните во Република Македонија, на нашиот народ, му е апсолутно јасно што се случува во државата, кој работи, а кој не работи, кој лажи и манипулира, а кој настапува со конкретни решавања на нивните проблеми преку проекти, и во тој контекст мислам дека се очени во ова што го прават, затоа што и самите не веруваат во тоа зашто ќе ги насочат или ќе им дадат еден лист да го прочитаат, и ќе повторам истото за сите општини на некоја пресконференција, но тоа им е работа на луѓето и јас не им замерувам. Имаме една доза на жалење за нив, но не им замерувам, нели треба порекош опозицијата на локално ниво е да искритикува. Јас сум отворен за критики, нормално така сите стануваме подобри и поодговорни политичари, треба да има критика, но секогаш јас тоа им го велам и на во рамки на советот на сите советници, затоа што имам од повеќе политички партии опозицијски сега на локално ниво представници, дека секогаш критиките треба да бидат издржани и да бидат во насока да се подобриме сите, така да функционираме. Јас исто така би сакал да напоменам околу отчетност, која што треба да го има владата за месец дена или месец и половина. Ние ќе имаме во државата техничка влада. Така, мандатот или медениот месец што за некого трае многу кратко или период за адаптација, за владава наша трае за жал 7 години, скоро 7 години. И кога сме веќе кај отчетност, јас морам да напоменам, еве јас за 2 години излегов и покажав што сум сработил, тоа е над 90% од програмата ветена за 4 години. Владата на изборите во Кисела Вода конкретно има ветено 10 проекти и ги елаборирав пред извесен период и во јавноста. Од тие проекти има нула реализација. Значи нема ниту започнато,
ниту пак верувам во план, а и нема кога веќе, затоа што отчет сега треба да поднесат за месец и половина пред граѓаните што сработиле, нема 1 милиметар поместување од состојбите во однос на нивното дејствување, од тоа што се врзале да го реализираат пред изборите. И тука повторно ќе се вратам на народот. На народот наш му е апсолутно јасно што се случува во државата, е апсолутно свесен и затоа се и овие последни крици, би рекол, пред додат на централно ниво во опозиција и обид колку толку да се замаскира она што не го сработи изминатиот период властите од Социјалдемократскиот сојуз. Он има еден од најнеуспешните градоначалници што било кога бил во државата градоначалник, тоа беше мојот претходник во Кисела Вода, кој што мислам дека во 12 или 1 часот се појавуваше понекогаш на работа, спиеше до подоцна. Така да, ако се говори за работење и неработење, тука може да дојдат слободно, да се соочиме на било која телевизија, цел владин тим нека дојде, сите нивни подпароли, јас можам да земам едно стапче и убаво на табла да им покажам како се работи и конкретно преку примери и проекти што сум ги сработил заедно со тимот изминатиот период, затоа што да се разбереме, јас често пати тоа го повторувам, јас не работам сам, јас имам тим кој што стои позади мене, со мене е во цела ова приказна. Колку е важен тимот што Најважен е тимот затоа што сам човек колку и да е добар, колку и да е голем капацитет, не може ништо да сработи ако нема добар тим. Ја имам исклучително добар и вреден тим, луѓе со кои што буквално до доцна во ноќите остануваме понекогаш за да сработиме се она што се обврски наши, но и проблеми со кои што граѓаните не соочуваат. Знаете, јас имам во отчетот и проекти кои што ги содржала мојата програма и кажав се над 90%, но имаме огромен број на проекти што ги имаме реализирани, а не биле во програмата наша. Знаете, ова е општините се жива материја. Проблеми кои што постојано излегуваат нови и тука треба експедитивност, треба добар тим, прво да ги констатира проблемите, да се изнајде решение и брза реакција да се интервенира истото, да се реши. Така да уште еднаш ќе кажам, јас сам не го работам ова и сум од срце благодарен на целиот мој тим кој што ме прати во чекор цел изминат период од 2 години. Честитки за сработеното. Устануват што според вашата програма уште 10% од она што е ветено во изборната програма, меѓутоа за тоа малце подоцна. Јас би сакала да се навратам на еден од горливите проблеми за Кисела Вода, а тоа е расадник. Делот. Она што речи си последен пат во 65-та година се случува да има меѓународен конкурс за идејно решение, тогаш за градот Скопје. Меѓутоа вие го направивте тоа за токму за идејен лик на расадник. Како се случуваше тој, од каде идејата, дали идејата повторно и што може да односно донесено е избрани се, да. Што може да очекуваме сега? Морам да потенцирам дека овој процес беше крајно транспарентен и за медиумите, и за јавноста, и за сите мои сограѓани. Нешто во кое што не верува во кампањата кога го говорев дека ќе го реализирам откако ќе станам градоначалник и ќе имам можност да администрирам општината. Голем процент на моите сограѓани, особено сегашната опозиција, тогашна власт ме обвинуваше дека тоа популистички сум го правел и дека тоа ми е начин само да приберам гласови од граѓаните. Се покажа дека не е така, дека имаме искрени и честни намери во ова што го работиме и дека граѓанинот за мене е се, односно е на прво место и неговиот интерес, а не бизнис интересите на поединци, како што тоа беше случај во минатото, кога беше за расадник, добро знаете, испроектиран еден детален урбанистички план со 99 згради и практично требаше цел тој простор да заврши со една груба бетонизација, која што нема да има основни услови хумани за живот за моите сограѓани таму. И јас сум жител на расадник, прво за моето дете и за дечињата на сите мои соседи таму, ми беше најголем мотивот за ова да го реализираме на ваков начин. Инаку идејата произлезе на една средба со иницијативен одбор од Расадник за можности, се викаше една група во која што генерално аполитички ликови членуваат, им се заблагодарувам ним, со кој што потпишав уште пред изборите меморандум за соработка со истите и се обврзав да на овој начин низ една ваква фаза транспарентна поминеме ние и во сето тоа да не дозволам до самиот крај да има мешање на политика и да бидам јас изземен од целата постапка. И така се случи до крај. Ние за прв пат, како што споменавте и вие, после решението од Кензо Танге за Скопје, ова е прв практичен пример да една градска четврт се уредува на ваков транспарентен начин, на начин на кој што ќе
повторам и тоа мораме да го потенцираме, бизнис интересите и политиката ќе ги тргнеме на страна, ќе се фокусираме на граѓанинот. Помина во најдобар ред целиот конкурс, во жири комисијата учествува представници од партиципативно тело на граѓаните, учествува собственици на плацеви кои што имаат таму, учествува деканот на архитектонски факултет, господин Марина, учествува од комисиите и независната комисија, односно комора на архитекти, учествува во истиот. Имавме представници од Болоња, од Италија, универзитетски експерти. Точно, универзитетски професори, што значи дека јас сум многу искрен, се сметам себе си за добар менаџер, но реално во урбанизмот јас не ги познавам работите и материјата. И така предпочитувам за секоја работа, јас не можам да бидам и добар менаџер, и добар спортист, и добар урбанист, и се што лог. Тоа не е возможно за еден човек и затоа јас предпочитувам да оставам простор секој да си ја работи работата најдобро што си ја знае и тогаш имаме најдобри резултати, како што е случај со меѓународниот конкурс за расенек. Значи цела фела која што во Република Македонија треба да се произнесе и да одлучува за ваков тип на прашања беше вклучена во процесот, беа странски представници, беше под покровителство на NDI целиот процес и на крајот на денот јас останав изземен до самиот крај, што тоа го поздравија и членовите на жири комисијата дента кога имавме изложба и сето тоа кулминираше со изложба каде што граѓаните имаа можност да ги видат сите апликации, односно да ги видат сите трудови. Нормално првото место го се избра од страна на жири комисијата, го делат, мислам дека беше еден труд од Грција, од универзитет таму и еден труд од Хрватска, а третото, ако не се лажам, мислам дека од Холандија беше, но не ме земајте за во целост во предвид, значи, затоа што не сум сигурен третото место. Значи, меѓународно беа вклучени. Да, меѓународно и тоа беше целта, знаете. Колку искуствата меѓународни нормално помогнаа дека тука? Јас како македонец и како човек кој што зема плата од граѓаните, јас најмногу се ги почитувам нашите тука. Но добро е еден ваков пристап да се направи за да оставиме простор да видиме и нешто ново, нешто што може нашите немало да го предложат и заинтересираноста беше на едно високо ниво, како што знаете и самите, и видовте и вие како медиуми бевте дента на изложбата присутни и интерес имаше од јавноста за сето тоа да го види, но и доста трудови пристигнаа до нас, како што споменав, едниот два труда го делат првото место, еден труд има трето место, имавме и откуп на еден труд, така да цел процес заврши онака како што заслужуваа граѓаните да заврши. Ако ќе направиме на паралела, ако во минатото се планирале 1 милион квадрати простор, стамбен, за домување таму, сега има некаде околу 190.000, значи за 80% помалку стамбен простор се предвидува, а додека пак е зелената површина, ако се планирале 10.000 квадрати, а толку се планира, сега има над 100.000 квадрати зеленило, што значи дека од една страна хумани услови за живот ќе добијат сите кои што живееме таму и функционираме во тоа место од Скопје, а од друга страна пак Скопје ќе добие еден нов огромен парк кој што ќе може сите да го користиме. Какви се проекциите, кога може ова да се изреализира? Се извинувам, па откако заврши се целиот процес, јас како што споменав и на медиумите, во јануари месец ќе распишеме тендерска постапка за куќа планерска која што ќе го изработува сето тоа, така да од јануари ќе почне практично целата постапка, избор на фирма која што сето тоа ќе го изработува, па подоцна, нели, тоа е процес кој што на крајот на денот ќе треба да го потврдат и градот Скопје и Министерството за транспорт и врски, има други институции кои што ќе треба согласности за исто да дадат и така натаму, така да мислам дека би требало да кулминира до крајот на наредната година. Кога станува збор за кисела вода, она што за жал важеше како синоним едно време беше инфраструктурата, односно лошата инфраструктура. Оние кои што гравитираат во тој регион знаат дека имаше доста дупки, неасфалтирани делови, па и некаде имаше дури непроводна инфраструктура. Работите се променети, тоа се гледа на дело, меѓутоа каква е сега состојбата? Па јас често пати го
и во предизборието го користев, една фраза ја користев од еден ваш колега Тони Михајловски, често пати знаеше да каже кисела вода го сваќам концептот на градоначалниците 30 години наназад, а тоа е сакаат да создадат еден голем голф терен. Затоа што практично и ова што го кажувате вие, дупка до дупка беше секое населено место, немаше проводна улица, нормално функционирање немаше и подземната инфраструктура беше во многу лоша состојба. Односно во многу населени места немаше подземна инфраструктура, водовод, канализација, атмосферска и така натаму и така натаму. И со тој проблем се соочуваа моите сограѓани 30 и повеќе од 30 години. Она што прво се фокусиравме беше подземната инфраструктура, затоа што е многу важно пред да асфалтирате одредена улица или да реконструирате, да ги завршите потезите кои што се под земја. Затоа што е нелогички за мене. Нелогички за мене и недомаќински да асфалтирате една улица, па за неколку месеци повторно да прекопате, да вградувате подземна инфраструктура, па повторно да се асфалтира, и тоа е ненаменски трошење и недомаќински на народните пари, и затоа сметав дека динамиката треба да осогласиме на ваков начин да се одвива, и за разлика од минатото направивме опфаќање населби по населби, за да имаме од една страна рамномерен развој во сите населени места, и тоа граѓаните преку практични примери да го видат, нешто што не беше исто така случај години назад, затоа што во минатото знаеа често пати граѓаните да речат или пржино од црниче се гради, или кисела вода се гради, или драчо се гради, а во суштина нигде не се градеше ништо, но печатокот беше дека на други места се гради, во нивните населени места не се гради. Во овој дел на инфраструктурата, особено во подземната, сакам да потенцирам дека над 6,5 километра фекална канализација имаме вградено за 2 години, што е вака една импозантна бројка, затоа што и фекалната канализација е ставка која што е подземна, а многу чини. Не е толку популарна, говорам кога е за во однос на проект видлив за разлика кога го споредите со него. Како е значена за секојдневниот живот. Но е многу значена, и јас се обврзав дека до крајот на мојот мандат нема да има ниту едно населено место кое што нема да има фекална и водоводна мрежа, и веќе привршуваме со тие фази, затоа што пред извесен период започнавме и со еден огромен зафат. Тоа е населбата Стаклара и Каменик, кое што практично е последното населено место во кисела вода, кое што немаше водоводна мрежа и фекална канализација. Тоа ќе биде мрежа од 9,2 километри, што е огромна мрежа, би рекол. Државата, не знам дали да се вратам во првиот дел, изгради изминативе 7 години толкава мрежа некаде во било кое населено место. Сега ја работиме фекалната канализација, таму од пролет ја почнуваме водоводната мрежа, а кога сме кај надземната инфраструктура, односно патиштата и улиците, реконструкција на истите, во 2 години имаме рекордни над 44 километри улици асфалтирани или поплочени со пауер елементи, и можам тука да споменам Црниче, Пржино се целосно завршени, со исклучок на, мислам дека во Пржино имаме една уличка која што ни остаена, но влезена ни е во програма за пролет. Во Драчево над 90% се реконструирани улиците, подстаница исто, и да не ги набројам населба по населба, што значи како што средуваме со подземната инфраструктура, влегуваме подоцна со реконструкција на улиците, привршуваме во населба Градинар, населено место кое што исто така после 50 години фекална канализација обезбедивме, сега веќе сме влезени во фаза каде што ги реконструираме улиците за да можат во зимскиот период да функционираат нормално граѓаните, и така натаму, што значи ќе повторам, над 44 километри имаме улици и патишта реконструирани изминативе 2 години, што мислам дека самото по себе како бројка си говори за тоа колку работа и труд е вложено во тој дел. Уште еден проблем, особено за родителите, па и за бабите и дедовците, ако може така да се каже, бидејќи тоа е еден предизвик за цело семејство, се сместувачките капацитети во градинките. Тоа не е проблем, тоа е генерално проблем на територија на цела Република Македонија. Каква е состојбата сега во кисела вода по на сместувачките капацитети и генерално капацитетите на градинките? И во тој дел имавме исто така големи проблеми кои што ги наследивме од минатото, но полека, но сигурно излегуваме од тој ќорсокак. Јас, иако ветив дека за 2 години ќе ја преполовам бројката на листите за чекање, до крајот на мандатот нема да има детенци на листите за чекање, веќе стигаме до крајот на мандатот, што би рекол од моето ветување, а тоа е да финишираме со проектите кои што ќе значат да нема на листите за чекање во кисела вода ниту едно детенце кој што ќе биде
такво остаено со месеци, а тоа значи проблеми за родители, кои што споменавте, баби, дедовци и така натаму и така натаму. Не секој има можност бабите, дедовци да ги чуваат дечињата. Обично тука и родителите се оневозможени да функционираат нормално или да имаат редовни работни обврски. Да поентирам во овој дел, значи изминативе 2 години, 2 нови градинки имаме отворено. Бројката која што ја наследивме беше над 400 дечиња. На листите за чекање? На листи за чекање, некаде околу 430 или 420 имаше, не знам точно бројката која беше, но беше над 400 дечиња. Во моментов чекаат 80 на дечиња да бидат примени во градинките, што значи изминативе 2 години 2 нови градинки отворивме, една во Драчево, која што беше од минатото започната, но ние ја довршивме и беше отворена. Едната во Усија, нова отворена градинка од наша страна, која што е првата инклузивна целосно направена градинка, и направивме 4 на постоечки објекти проширувања, што значи дојавме до бројка, како што споменав, од околу 80 дечиња кои што чекаат, но во моментов имаме распишано постапка за еден објект исто во Драчево, кој што беше руиниран и со години оставен така да скапува практично. Во моментов е тендерска постапка за истиот, откако ќе се биде избрана фирма, најповолен понудувач, ќе се пристапи кон реконструкција на истата и таму некаде околу 60 дечиња ќе примиме. А во Кисела вода имаме исто така уште една паралелна тендерска постапка, јас тоа го објавив на социјалните медиуми. Ќе градиме нова градинка во 11 октомври згради населеното место, каде што практично ќе завршиме со долгогодишната голгота по завршување на овие 2 објекти. Планираме и други проширувања, планираме и нова градинка во Расадник, но сакам да ви кажам дека со овие 2 наши последни потега, како локална самоуправа, конечно го решаваме проблемот, но јас сум за тоа и да се во перспектива редуцираат групите, не само што сметам дека ќе бидеме прва општина во Скопје, па можеби и во Македонија, каде што нема да има ниту едно детенце на листите за чекање по завршување на овие 2 кои што не се во тек проекти, туку и сакам да работиме и на квалитетот на дечињата и образовниот процес нивни, односно згрижувањето во претшколска возраст, па наместо групите да бидат по 20 и не знам колку се дечиња, нека бидат по редуцирани, за да може па и повеќе внимание и подобро да се фокусира и оној кој што работи, негователите и воспитувачите со тие дечиња. На тој начин мислам дека сериозно ќе влијаеме во тој дел и ќе ги подобриме условите во перспектива. Да, ова е одлична идеја со оглед на тоа што предучилишната возраст е многу значајна за подоцнежното образование и период кога доста влие целокупниот раст и развој на детето. Меѓутоа, што е со основците? Какви се проектите, каква е состојбата на понатамошното, односно училиштата, па и основното образование, таму каде што вие како општина имате ингеренции, можете да направите нешто? Еден од преостанатите објекти за да имам 100% реализација на програмата ми е ново училиште основно училиште во село Драчево. Тоа е училиштето Климент Охридски, кој што мислам дека е најстаро училиште во Скопје. Во финална фаза сме, сакам тоа најпрво да го споменам, кога сме кај основно образование, во финална фаза сме на изработка на проектот и наредната година планираме да отпочнеме со активности, при што многу значајно е додека се одвиваат градежните активности, ќе се гради настрана од локацијата која што е постоечка на училиштето. Новото училиште нема дечињата да бидат распределувани во други училишта, значи ќе си продолжи да функционира нормално наставно образовниот процес за дечињата таму, што е многу значајно за родителите, но и за дечињата таму. Тоа е еден од поголемите проекти кои што ќе го работиме во наредната година, здравје со Господ напред од пролет. Во образованието инвестиравме, мислам дека повеќе од било кога во минатото. Најпрво дигитализација спроведовме на сите училници, сите имаат или смарт табли или смарт телевизори, што е многу важно согласно новите трендови и тоа како се движат работите, и ние тежнееме нели кон Европа, мораме да се модернизираме и дигитализираме. Во тој дел изминативе 2 години, иако за 4 беше ветено, го завршиме процесот на дигитализација на сите училници. Од друга страна, во минатото наставниците својата програма ја реализира преку телефони или одредени уреди кои што не ги задоволува потребите нивни, но и условите со кои што треба да се одвива наставата. Минатата година ги обезбедивме со компјутер за секој наставник, што исто така е назначена мерка, за да нема класни разлики меѓу дечињата. Обезбедивме ранец за секое прваче, имаме низа мерки со кои што ги помагаме и талентираните дечиња. Во финална фаза сме и за униформа за
сите над 5.500 дечиња во основните училишта во Кисела Вода, но секако дека се обрнува внимание и во односи на хигиената во училиштата, реконструкција на училиштата. Имаме низа мерки кои што ги преземавме изминативе 2 години за да го кренеме нивото на повисоко да биде во однос на тој дел на училиштата. Имаме прво Кузман Јосифовски Питу целосно инклузивно училиште на територија на градот Скопје, кое што е опремено и со лифт за дечиња со попреченост. Така да мислам дека се и видливи, но и сериозни вложувањата и наредната година имаме доста инвестиции кои што секако како медиуми ќе бидете известени, но тоа ќе го видат и граѓаните и ќе го почувствуваат и дечињата во самите училишта. Уште еден значаен сегмент за здравјето, нели, и развојот на општина се спортските центри, нели? Оно што е доста значено, барем кога можеме да бидеме во комуникација со граѓаните, го споменуваат реконструкцијата на спортскиот центар Славија. Што тоа значи за Кисела Вода? Па Славија беше едно од покрупните ветувања мои за изборите и реално барање кое што произлегуваше од граѓаните. Тоа е едно култно место во Пржино, каде што нема шајка за кога на 30 на години никој од локалната самоуправа, а истовремено спортски центар граден од самопридонес на граѓаните на времето пред некои 40-50 години. И беше добар вака предизвик за мене и за тимот цел, особено за делот кој што се фокусирани на спортот во општината, да го оствариме тоа, односно да обезбедиме соодветни услови за спортување, за повеќе категории на спорт. Таму и тоа го реализиравме, една добра сериозна инвестиција, помогнати од општествено одговорна компанија. Го завршивме проектот за релативно кратко време, мислам дека за 2,5 месеци, ако не се лажам, беше завршен целиот спортски терен, односно комплекс, истиот нуди сега можности и за тенис, и за одбојка, и за баскет, и за фудбал, има игралиште со вештачка трева, оградата на постоечкото култно игралиште Славија, кое што е фудбалскиот клуб Славија го користи со трева кој што ја сменивме оградата, трибини се, мислам дека во фаза на довршување таму, остана тоа за на крајот, така да направивме едно убаво место и за спорт, но и за рекреација, има пристапни патеки од страните, има клупи за повозрастните да може, но и гледачите да гледаат и да се движат таму и тоа не е едно место кое што би рекол вложивме во однос на спортот и спортските активности, 11 вакви спортски терени и комплекси изградивме изминативе 2 години, што мислам дека е бројка која што вкупно соберете сумарно над 30 години во Кисела Вода се нема случајно. Мене ми сметаше, знаете, во минатото, како граѓанин на општината, како човек кој што си ја сака општината и на кој што детето му расте таму, да за било каква активност, дали е тоа спортска, дали е тоа да сакате да прошетате во парк, немавме ниту едно место каде што можеме со семејството да отидеме, дали да спортуваме, дали да се движиме, дали да пропешачиме и така натаму и секогаш опција беа други општини кои што не беше Кисела Вода случај во минатото и затоа тука има силна мотивација да тие работи ги променаме и мислам дека успеваме. Во истото сега имате во Драчево спортски терени, имате во Пинтија спортски терен, имате во Пржино спортски терен, низ Кисела Вода по сите основни училишта, сега во Драчево во населбата исто така една руина, депонија позади училиштето Кузман Шапкарев исто така се средува и таму плоштад ќе градиме, таму веќе има постоечки спортски терени кои што ќе ги реконструираме и така натаму. Во наредниот период исто така во 11 октомври бараки ќе бидат завршени фудбалското игралиште реконструкција и тениското, ќе завршиме исто така и на кошаркарското проширување ќе направиме дополнително во бараки 11 октомври градиме на едното место плоштад, на другото место парк на шахот, каде што ќе може и такмичење во шах, да има нешто што нема во Македонија, мислам дека години наназад такво нешто. Тоа ќе биде прво и ексклузивно во Кисела Вода и веќе се работи на истото. Направивме многу рекреативни центри. Во моментов се гради рекреативниот центар Покрсти во Драчево, кој што е едно планинско место, новото водно во Скопје тоа ќе биде, каде што ќе можат граѓаните да се рекреираат. Од друга страна тоа е стара драчевска традиција која што е посетувана еден ден после Великден од многу жители од Драчево кои што се емотивно поврзани со тој дел и со тој настан.
Така да доста инвестираме во тоа, нудиме нови содржини каде што и младите си ги задржуваме да се остануваат за викендите и преку недела во Кисела вода, да имаат што е можно подобри услови за спортување кога сме кај спортот, но и сите останати да имаат простор за рекреација и место каде што убаво ќе си поминат, ќе имаат убави спомени, ќе ги креираат истите заедно со своите семејства, но тоа да не е далеку од својата општина, да биде во матичната општина и дури нудиме сега можност со другите општини сега да доаѓаат кај нас и ние да имаме содржини кои што ќе ги понудиме на цело Скопје, а не само на моите сограѓани од Кисела вода. Ви благодарам за првиот дел од вашето гостување. Јас ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, меѓутоа за кратко се враќаме назад, бидејќи остануваат отворени темите каква е состојбата со останатите општини како претседател на ЗЕЛС. За кратко се враќаме назад во студиото, почитувани. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Централната власт, како влие на локалната власт, ќе биде вториот дел од гостувањето на градоначалникот на општина Кисела вода, меѓутоа и претседател на заедницата на единици на локална самоуправа. Во таа насока ќе се движи и вториот дел од вашето гостување. Централната власт постојано некако покажува со прст кон локалната власт по однос на собирањето на локалните даноци. Дали има подобрување во наплатата на даноците, еве да речеме наплатата на данокот на имот во претходниот период? Па, за скопските општини тоа е состојба која што ја регулира градот Скопје, односно уплатувањето на данокот директно завршува на градот Скопје на сметката, па подоцна се прераспределува дел од средствата на нам како се извинувам на локална самоуправа. И тука не е точна, би сакал да кажам. Прво да споменам дека ние немаме увид во она што се случува во градот. Знаете самите дека имаме една какафонија, односно неусогласување на ставовите со градоначалничката. Практично истата има неусогласување со ставовите со сите генерално политичари во државата. Мислам дека со сите во некоја војна која што самата ја води, не знам кај е крајот и што гледа како крај од сето тоа. Така да во тој дел немаме увид ние на состојбата на даноците во Скопје, а на централно ниво сакам да потенцирам дека не е точно тоа што владата го тврди, затоа што е пример ќе го земам мојот колега Иван Јорданов од Штип, кој што мислам дека над 90% има наплата на данокот. И апсолутно е неточна таа теза дека проблемот бил во општините и општините го собирале данокот. Да се разбереме, тука проблемот лежи во слабиот степен на децентрализација во државата. Нешто што го посточуваме постојано како ЗЕЛС и го бараме како реформа да се спроведе изминатиот период, особено во периодот од како јас сум претседател на заедницата на единици на локална самоуправа, но за жалот владата нема ниту капацитети да го разберат, предпоставам тоа, ниту пак капацитет да се промени тоа во државата, особено во делот на фискалната децентрализација. И ако направите вие паралела со било која европски развиена земја и општините таму, споредбено со нашата, ова што се случува кај нас е сериозно и загрижувачки години наназад, да единствените опции кои што се оставаат на локалната самоуправа да функционира, тоа е од прибирањето на комунали, затоа што премали се средствата и преку данокот и 100% да имате наплата на данокот, премали се средствата кои што ги прибирате во основниот буџет на општината и на крајот на денот треба да не се заборави дека и средствата со кои што граѓаните сите ние партиципираме во централниот буџет, во буџетот на владата, па владата одбирајќи каде што да направи или негде ништо да не направи со години во одредена општина и практично не да го казни градоначалникот, туку граѓаните кои што живеат таму, да, се средства на граѓаните. И тоа не се некои приватни пари од приватен джеп на некој министер, на премиер или на било кој функционер на градоначалникот или на кого и да е. Така да ние имаме серијали во Република Македонија, особено после промената на локалната самоуправа, после изборите локални последните, каде што владата некаде потивко, некаде позвучно, но прави сериозни обструкции према локалната самоуправа и тоа е евидентно, еве ако земете во предвид со
обврзниците. Владата тврдеше дека биле штетни, кои што ги бара. Јас не сум побарал како општина, сум немал потреба за истото, но одредени мои колеги како Тимчо во аеродром, Боби Газибаба и останатите, Иван Штип, побара обврзници кои што им беа за наменски обврзници за наменски проекти. Значи тоа не беа обврзници за возен парк да се обнови или за непродуктивни трошоци, туку беа за наменски проекти и објекти. Тоа беше за градинки, за училишта кои што недостасуваат, а владата нема капацитет да ги изгради истите за 7 години наназад. Тука направи владата обструкција сериозна, од друга страна излегува со издавање на обврзница од страна на владата, од една страна го напаѓаат процесот, од другата страна тие истото го прават, така да мислам дека и со овие сите потези нивни во кои што одземаат ингеренции преку Министерството на одредени градоначалници, сакаат да предизвикаат состојба во која што сметаат според нив дека градоначалниците ќе излезат неуспешни во очите на јавноста и на своите сограѓани, но повторно ќе споменам, нашиот народ е апсолутно свесен и гледа што се случува. Тоа не е добар начин на практикување на власта, без разлика кој да е на локално ниво, дали од иста ваша политичка партија или од различна, на крајот на денот треба да сватат и централните власти, но и ние, дека со еден таков потек на обструкција правиме блокада со која што штета на крајот на денот имаат нашите сограѓани. И за жал мислам дека така ќе го заврши оваа влада мандатот со еден куп низ вакви скандали во кои што освен обструкции за локалните самоуправи, онаму каде што има генерално градоначалници од ВМРО, ДПМН, не се појавија со некоја реализација на поголем капитален проект заедно со некој од градоначалниците, но тоа граѓаните на крај на денот го гледаат и оние ќе го носат судот. Како што реков, вие не сте само градоначалник на општина Кисела Води, имате и друга функција, председател на ЗЕЛС. Во комуникација ли се со вас ги слушали, се во дослух? Видете, комуникацијата е секогаш двонасочна улица. Од моја страна како председател на ЗЕЛС, во ниеден случај не сум вмешал политика во моето действување. Генерално ЗЕЛС е аполитичко тело, кое што секогаш, еве јас сум речиси година дена председател на ЗЕЛС, секогаш има конзистентен став по однос на одредени прашања кои што се поврзани со централната власт, со недостатоците кои што ги имаме како локална самоуправа и предизвиците кои што треба да ги надминеме и решиме, но и во делот дека кога носиме ние одлуки, одлуките секогаш се со мнозинство од сите, без против и без воздржани, а во управниот одбор на ЗЕЛС има градоначалници и од ВМРО ДПМН, и од Социјалдемократскиот сојуз, и од сите останати политички партии кои што имаат представници во локалната самоуправа. Од страна на владата, за жал, процесов од едната страна е активен, односно од наша страна, од другата страна имате ќорсокак, односно немате фидбек. Еве ќе споменам најпростата работа, значи ние треба да потпишеме со владата меморандум за соработка со неколку точки кои што представуваат предизвици на кои што треба да работиме и да ги реализираме во наредниот период. Неколку месеци наназад владата е глува на нашите барања. Тоа е мислам дека од интерес најголем за граѓаните, повторно ќе споменам, тие сите работи кои што треба да ги дискутираме таму и да се реагира што побрзо, што поголем дел од нив да се решат. Имаме затворена врата, значи, во владата и тука може некој да се убедува самиот, еве, кој што имав ја една дебата со еден колега кој што спомена, тој однос на владата бил према нас таков, затоа што ние сме били од различна политичка партија или не знам како, значи, ние како ЗЕЛС во неколку наврати имаме побарано страна на владата да биде реализирано тоа. Значи, ние сме побарале, од нивна страна не добиваме ниту еден одговор. Истото сакам да го истакнам и за министерката за одбрана, Славјанка, мислам дека се викаше, ако не се лажам, да. За кога беше проблемот со пожарникарите. И за пожарникарите има генерално постојано проблема, тоа е под надлежност нејзина, односно ресор нејзин, каде што може истата да интервенира во истото. Од истата исто како и од владата не добивме никаков одговор. Има ретки исклучоци во владата, одредени министри кои што знаат и да одговорат, знаат и да дојдат на состанок, знаат и да продискутираме околу решавање на одреден проблем, но тоа е изолиран случај. Но тоа е изолиран случај, станува за многу мал процент од постоечките функционери централни. Што се однесува до премиерот, едно е тоа што
Јас сум убеден дека нема капацитет човекот да ги разбере работите и да реагира за да се надминат тие проблеми и да се решат. Од друга страна е и тотално незаинтересиран. Сметам дека вие да не сакате да со заедницата на единици на локална самоуправа да остварите средба и да дискутирате за нивните проблеми и начин како да ги решите проблемите, мислам дека треба да сте во најмала рака човек кој што е неподобен за вршење на политичка функција. Наснавте некако за внатрешните случувања во внатрешната политика, неизбежно е нели да продискутираме и за нив. Јас ќе започнам од инфраструктурата во Република Македонија. Со оглед на тоа што зборувавме за инфраструктурата на локално ниво, меѓутоа сведоци сме дека Македонија во изминатиот години наназад има проблем со инфраструктурата. 26.000 километри, околу 26.000 километри квадратни, некако не успеваме да направиме нешто понос на тоа прашање. Да го земеме Косово за пример, кој поминал низ Косово знае дека таму веќе има и вистински бум, ако може да се каже поднос на инфраструктурата. Каде грешиме ние поднос на ова прашање? Па мислам дека таму грешиме затоа што премногу политика да се меша во тие процеси, претпоставам одредени провизии кои што се опрашања за истото. Убаво споменавте Косово кога го земеме како пример или било која соседна земја наша. Она што таму се завршува за месец дена, кај нас не може да го заврши за 7 години. 10 пати го најавуваат тебе да го земеме Кичево Охрид автопатот, 10 пати го најавуваат до кога ќе, односно тврдеа по медиуми до кога ќе биде завршен и министерот и премиерот и останатите. 10 пати ја менуваат датата и гледаме дека немаме таму поместување од мртва точка, значи они функционираат на принципот на кој што функционира и еден градоначалник во Скопје, со кој што немаме соработка. Тоа е кога ќе стане актуелен одреден проблем или прашање во јавноста, тогаш излегуваме со одреден став, некого ќе го обвиниме во целиот процес, не знам. Обично кога станува збор за автопатите или патиштата во држава, тука секогаш Социјалдемократскиот сојуз, иако 7 години е на власт, за 7 години можеа досега целата држава да ја опфатат со автопати, мостови и се останато што недостасува од инфраструктурата, но тие секогаш кога ќе заглават пред јавноста, условно кажано и народски, ќе се фокусираат на минатото како било пред 7 години, ќе кажуваат приказни во јавноста, па ќе најдат некој кој бил крив, договорот не чинел и така натаму и така натаму. За 7 години чуда се случуваат. За 7 години држава се гради. Тие за 7 години не можат да го доповрзат нешто што е започнато да се гради пред повеќе од 10 години во држава и тоа е жалосно, не е смешно, е жалосно, затоа што од сето тоа трпиме ние повторно граѓаните. Нереализирањето на вакви проекти значи секојдневни сообраќајки. Значи транспортот не е во кондиција како што треба да биде. Оптоварување за приватните компании кои што работат и плаќаат даноци на оваа држава. И така натаму и така натаму. Значи тука имаме поделени две клучно точки кои што влијаат на целиот процес. Од една страна е немањето капацитет на власта да си го спроведе тоа како проект и неажурноста доволна, а од друга страна е провизиите и сето она што им е поприоритетно отколку реализацијата. Еве сега со Бехтел и ЕНКА гледате што се случува дека и таму се сликаа на 10 локации. Каде да поминеме од тие точки, јас не сум видел некое поместување. Не дека многу често се движам по тие траси, но нели по медиумите можеме да видиме и ќе поминеме еднаш на кај Прилеп, на кај Битола или на кај Охрид, се движиме сите, можеме да видиме дека нема никакво поместување. Така да драматични се во нивните излагања, можеби би биле и премиерот и одредени министри и представници на централната власт успешни во одредени други професии, например, мислам дека добро им лежи глума. Ама во овој дел кога треба да се сработи нешто, јас посериозни неработници од овие немам видено никаде во светот за 7 години да не успеете на еден ваш испроектиран проект, ваш реализиран проект, да немате желба една лента да ја пресечете, и не мора лента, да излезете да кажете еве ова е мојот ангажман и на цел мој тим за 7 години, јас не можам да ги разберам. Очигледно станува збор за немање капацитет и незаинтересираност тотална. За жалост една горлива тема, особено период кој што го оставаме зад нас, е скандалот со случувањата на онкологија. Според мене ваков скандал немало во историјата на Република Македонија.
вчера анкетната комисија го заврши, односно го заокружи оној процес што го имаше пред себе, да истакна одредени лица кои што ги смета дека имаат политичка одговорност. Меѓу нив беше поранешниот министер за здравство Венко Филипче, економскиот директор, поранешниот економски директор на онкологија Нино Васев, доктор Нино Васев и Нехат Нухилу и останати имија кои што ги знае јавноста. Ова е политичка одговорност, ако може така да се каже, иако на комисијата гледавме тука превирања помеѓу претениците од ВМРО ДПМН и претениците од СДСМ, меѓутоа граѓаните очекуваат одредена правна одговорност, конечно некоја правна разврска, особено за еден ваков скандал кој што е од големи, од невидени размери. Ке дочекаме ли ние како граѓани на Македонија судски разрешници за вакви скандалозни случувања? Видете, кај нас проблемот е генерално години назад, не само се овие 7 години назад, тоа што имаме трул правен систем, односно нефункционален. Што мене ми менува, ако некој член од моето семејство, јас немам точни детали од цел случај поврзан со онкологија, но од она што можевме да бидеме сведоци и да го видиме во јавноста е нешто кое што не верувам дека нормален човек би го направил. Кога се човечки животи во прашање, таму има и дечиња, има и повозрасни. Не, за жал, мислам дека нема човек кој што не познава некој што бил во тие простори, кој што можеби ја добил битката, други ја изгубиле. Кој што нема сосед, има роднина, има пријател. Сите познаваме некој. Ова е веќе Сакам тука да баш тоа да го споменам, што мене ми менува или на некој човек кој што го изгубил најдрагиот од своето семејство, ако некој си поднесе орце или било кој политичка одговорност. Тука треба да има систем во кој што ќе има најстроги казни за истите. И еднаш за секоја што е правен систем во држава треба да почне да функционира. Вие во Република Македонија имате човек, јас не поддржувам никаков криминал. Тука да се разбереме, не сме на чисто. Ама имате човек кој што раткапна украл од возило, треба да се казни. Ама лежи во затвор 3 години, некој уништил човечки животи и фамилии, илјадници, и ќе имал политичка одговорност. И што тоа менува во суштина? Ништо. Тука треба да има најдраконски казни. Ако можеа за 27 април, за настаните, да бидат осудени стотици години луѓе, затоа што излегле во даден момент, да ја одбранат државата, кога сметале дека еве се покажа во пракса, изминативе 7 години, што била идејата на тоа, на таков начин силеџиски да се преземе власта во Република Македонија. Ако можеа тие луѓе, кои што лежат за ништо, да ги осудат на толку години казна затвор, овде треба 10-кратно повеќе да бидат осудени сите кои што се инволвирани во. Без разлика дали бил доктор што е од аполитички, дали е од ВМРО, дали од СДС, дали од ДУИ, дали бил министер од ВМРО, дали бил од СДС, дали од кој сака нека биде. Ова се човечки животи во прашање. И ако е сериозно тоа, јас повторно ќе кажам, немам информации во целост, но ако се правеле такви манипулации и такво изживување врз човечки животи таму, и да не забораваме, таму има и дечиња. Ја не знам прво луѓето со како спијат и како без грам грижа на совест го поминувале цел изминат период, но тука треба да се реагира судот, институциите и тука да има сериозна одговорност. Ама не политичка одговорност. Сите сме во исчекување на како ќе оди понатаму процесот и случајот онкологија. Да се навратиме за крај на локалните случувања. Често сте меѓу граѓаните, можеме тоа да го забележиме. Какви се контактите со граѓаните? Што велат? Чудно ли им е кога постојано сте меѓу нив? Како реагираат на вашето присуство? Често пати се случува да бидат изненадени. Имавме еден случај сега, ја поздравувам кога гледа емисијата, фризерка една во кисела вода, имале проблем долгогодишен, побарала службите да дојдат и јас бев на минување, отидов на лице место, го решивме проблемот таму и тоа практично се случува за секоја работа и проект кој што го реализираме. Јас често пати знам и навечер подоцна да излезам или сам или со некој од мојот тим да видиме на лице место какви се случувањата. Знаете, некојаш ќе се случи некој да ви каже до таму е работата, а да не биде до таму, па најубаво е кога ќе самите ги проверите тие работи и излезете на терен. Јас уживам во ова што го работам искрено, го работам од срце, давам
до последен свој атом, за да имам што е можно подобра реализација и да оставам дела за себе. Еден денова се ќе заврши, ќе биде нели минато, но смислата на политиката според мене е да имаат по што да ве паметат луѓето, односно делата кои што ќе ги оставите зад себе. Како народен човек сум прифатен меѓу моите сограѓани, што ми е исклучително драго. Не секогаш имате со оваа работа време на секој да му обрнете внимание, колку што заслужува, сите заслужуваат големо внимание, но се трудам што е можно да бидам поприсутен, да бидам помеѓу граѓаните. Јас во наредниот период, и иако го направив отчетот на официјалниот дел, ќе прочитам и по сите месни заедници, ќе го поделам отчетот, но и разговараме веќе, полека сме влезени во фаза каде што еден јавен форум направивме, но сакам и по месните заедници за креирањето на буџетот да партиципираат граѓаните. На крајот на денот тоа ќе бидат проекти за наредна година кои што ќе бидат за сите нив, така да искрено мене ме полни со енергија тој пристап мој према граѓаните и нивниот фидбек према мене. Според отчетот, 90% сте реализирале во изминативе 2 години. Може ли вакво нешто да очекуваме во град Скопје? Оно што ја прашувам, дали има шанси да одите на таа градоначалничка трка за град Скопје? Јас искрено сум силно фокусиран да решам, односно да завршам до крај програмата, со која што сум настапил пред моите сограѓани и ми дале сериозна поддршка за минатите локални избори, и да кренам општината и животот во општината на моите сограѓани на едно многу повисоко ниво за разлика од минатото. Што се однесува на Скопје, ако граѓаните одлучат дека јас имам капацитет да го водам градот, иако мојата политичка партија секако ВМРО ДПМН смета дека тоа е најисправниот предлог, секако дека исто, можеби со поголем ентузијазам би го работел тоа и за градот. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и вам. Ми беше чест и привилегија да бидам ваш гост. Почитувани, тоа беше за или против. Се фокусиравме на локалните прашања. Ви благодарам за тоа што го поминавте времето со нас и ви посакувам пријатен остаток на вечерта.